Alarmantni podatoci za sostojbata so rak na matkata, sekоја 10 žena ево ризик да добие карцином. Ова го покажуваат анализите од ПАП тестовите кои покажуваат речиси 10% присуство на абнормални клетки во репродуктивните органи на жените. Со скринингот преку ПАП тестот се откриваат клеточни абнормалности. Од вкупно направени 31.630 ПАП тестови во периодот јануари-септември оваа година, клеточни абнормалности се откриени кај 2946 жени. Ракот на грлото на матката е причина број 1 за смртност кај жените, иако се работи за излечива форма на карцином. Ова значи дека оваа болест се открива кај нас многу доцна. Поради ова, неопходно е на лекар да се оди редовно, а не дури откако ќе се почувствуваат тегобите. Во периодот од јануари до септември 2018 година се откриени 8 случаи на рак на грло на матка, при што тие жени се испасени од смртниот исход. Кај возрастната група од 24 до 35 годишна возраст откриени се вкупно 5 жени кои што веќе било откриен рак во рамките на организираниот скрининг, и тоа од Битола, Кочани, Скопје и Струмица, додека кај возрастната група од 36 до 60 години откриени се 3 случаи. Инаку само лани дури 30 жени починале како последица на рак на грлото на матката. Иако бројката не е мала, таа сепак е помала во однос на претходните години. Оваа бројка ќе биде уште помала доколку жените одат на редовни гинеколошки прегледи. Од 2012 година се започна со организиран скрининг на рак на грлото на матката кај жени од 24 до 60 годишна возраст.